Добро утро. Во продолжение ќе имате можност да го проследите разговорот со доктор Злате Мехмедовиќ, со кој што ќе поразговараме за новиот сој на коронавирус. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Би сакала накратко, Иве, да ни кажете кои се вашите размислувања во врска со новиот сој, дали треба населението да биде загрижено и што е тоа што треба да превземеме за да се заштитиме од влез на овој сој во државата? Мислам дека сега за сега се е сведено на тоа колку научната јавност будно го следи ширењето на овој вирус и навистина е варијанта на загриженост поради тоа што по незината детекција на 24 ноември практично за 2 дена веќе беше прогласена за варијанта на загриженост, денес е 4ти ден како се превземаат мерки ширум светот за тоа да се успори колку што е можно повеќе таа варијанта да навлезе во било која држава. Гледаме дека веќе во поголем дел од европски земји имаме случаи регистрирани на новата варијанта Омикрон. Не е прашање на дали ќе може да ја спречиме, туку е прашање кога таа варијанта ќе пристигне во нашата земја. Веројатно дека ќе треба да се фокусираме на тоа да го облажиме процесот на внесување на варијантата и нејзината трансмисија помеѓу популацијата. Така тоа би значило дека можеби треба да се забрани влез на граѓани од овие критични земји каде што е веќе детектиран сојот? Да се забрани влез е малку поригорозна мерка. Мислам дека тоа во светот се уште никој не го прави. Влезот е дозволен, меѓутоа треба да бидат стриктни контролите. Единствената земја која што забрани влез за сите останати државјани е Израел. Другите земји тоа не го забрануваат, меѓутоа постои период на карантинизирање после тоа, кој што може да биде 10-дневен, 15-дневен и нели задолжителни ПСР тестови за сите оние кои што ќе влезат во земјата. И тие задолжителни ПСР тестови треба да бидат повторувачки, значи не треба да има само еден ПСР тест врз основа на кој ќе се ослободи тој што е суспектен дека може да го носи новиот сој Омикрон, туку треба да се прават можеби и на 3 дена после влезот, односно после изолацијата од влезот во државата, за да може дефинитивно да се утврди дали постои или не постои тој вирус. Така, би сакала да ве прашам и околу симптомите. Имате ли сознание дали се истите симптоми кои што и досега беа познати за детектирање на коронавирус? Премногу е рано да се каже нешто за симптомите. Искуствата кои што ги гледаме се искуствата на лекарите кои што работат во Јужна Африка, во Ботсвана и во Мозамбик. И во основа тие искуства укажуваат на тоа дека барем од она што го пренесуваат матичните лекари во Јужна Африка е дека се работи за лесна симптоматологија, која што најчесто е поврзана со главоболка, со премореност, со болки во мускули. Не личи нешто на грипот, меѓутоа оние пат доктори кои што работат во интензивните оделенија во Јужна Африка предупредуваат на тоа дека многу млади има кои што се во средно тешка или тешка клиничка форма на болеста, така да колку и да сакаме прерано да донесеме заклучоци, два аспекти треба да земеме во предвид кои што не се пренесуваат како искуство од колегите таму е дека има лесна форма на болеста, меѓутоа дека некако како да се спушта границата на помладите. Треба да земеме во предвид дека во Јужна Африканската република е претежно доминантна е млада популација, така да сите информации сега за сега треба да се испроцесираат убаво за да не се носат заклучоци пред време. Така би сакала Иве некаде и пред крајот да ве прашам и околу вакцините. Дали имате никакви сознанија бидејќи нели сте во контакт и сте во тек со сите нови информации, дали овие вакцини кои што досега ги примавме против коронавирус ќе не заштитат и од новиот сој? Не се само вакцините, веројатно дека циркулацијата на голем број варијанти во текот на изминатите 2 години создала една датабаза на податоци во нашиот имунитет кои што на некој начин сега подобро го подготвуваат нашиот организам за имун одговор и кон новите варијанти. Меѓутоа, дали дефинитивно ќе има избегнување на вакцините, конкретно по однос на она што прашате претходно за клиничката форма на болеста, информациите исто од Јужна Африка кои што доаѓа се речиси дека половината од оние кои што се детектирани со Омикрон варијантата биле невакцинирани, што значи дека другата половина веројатно дека биле вакцинирани или полувакцинирани само со една доза, така да се уште се рани информациите, ќе кажам. Pfizer и Moderna најавија дека работат на создавање на бустер доза која што ќе биде адаптирана за новата варијанта Омикрон. Меѓутоа за тоа ќе треба да помине одреден период кој што може да биде можеби 2-3-4 месеци, така да овие 2-3-4 месеци се многу битни за тоа како ќе се шири трансмисијата на Омикрон варијантата на светот. Треба ли само уште да стравуваме од оваа трансмисија на новиот коронавирус? Варијанта на загриженост е, не можам да кажам дали треба да стравуваме, се уште е рано. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се работи со варијанта со 50 мутации, нешто што до сега не е случајно, и најголем број на мутации на РБД сегментот кој што е забрзување, 10 мутации, од претходните имаат 2 мутации, така да
треба сериозно да го следиме процесот на ширење на варијантите. Доктор Златан Мехмедович, јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ние секако дека ќе ја следиме состојбата и со новиот сој на коронавирус. На оваа тема денеска и Комисијата за заразни болести ќе има состанок, а во текот на денот ние ќе проследиме зашто ќе стане збор на состанокот и потоа ќе ги информираме нашите гледачи.